Здраво, Македонијо! После минато неделниот дуел од типот Rumble in the Jungle меѓу Наум Стоилковски и Јон Фрчковски, неделава имаше нов жесток окршај, што би рекле комшиите, помеѓу пратеникот Сергеј Попов и портпаролката и член на извршниот одбор на СДСМ Богданка Кузевска. И на моменти тоа изгледаше и звучеше вака. Немојте, ве молам, уште да се фалите со Северна и така натаму. Народот затоа ништо не може се уште да ви прости. Може ли да се може ли јас да се доискажам конечно? Ама не, ве молам, некој клекна на колена, ако некој клекна на колена, сменете си ја плочата за да бидете погоре од петта партија во Република Македонија. Јас не знам дали вие разбирате дека сте петта партија во Македонија. Понатаму, зборувавте за тоа дека ние сме ги мерале работите, дека ние сме ги слушаме. Ама кадрот кај што ги снимаат како да е снимката од безбедносна камера во студиото, ми се чини соодветен за да откриеме кој е натрапникот во студиото. Барем кога се утврдува методологија за пресметка на рейтинг на анкети. И тука Кузевска ја изложи оригиналната метода, според која веројатно во СДС пресметуваат рейтинзи. Внимавајте! Среќа победивме на избори, па тоа го спречивме. Среќа, тој најголема несреќа што се случи. Среќа народот ве прати на политичко бунище и сега сме во понормален правец. Местите анкетите, растат пиперките, цената на пиперките процентот, расте рейтингот на Мицкоски. Ве молам, бидете сериозни. Па добро, вашиот расте, затоа таква анкета не може да видиме. Понормален правец. Местите анкетите, растат пиперките, цената на пиперките процентот, расте рейтингот на Мицкоски. Ве молам, бидете сериозни. Нели? Супер е ова бе. На Богданка не и се верува какви се бројките од анкетите на кои премиерот Мицкоски има 7 пати поголем рейтинг од тој на Венко Филипче. Затоа што пораснала цената на пиперките. Односно, ако расте цената на пиперките, требало да паѓа рейтингот на власта. И на крај му вика, ве молам, бидете сериозни. Бидејќи сериозно е, многу е сериозно да се пресметува рейтинг на политичари според цената на пиперките. Висока цена, низок рейтинг. Ниска цена на пиперки, висок рейтинг на власта. Иако ова има некоја логика која се во прашање тие, ако зборуваме низ една идентитетска призма. Сега ќе ви појаснам, поточно што јас, еве, Марта Коске ни помогне. Идентитетот е нешто што си го носиме во душите и во нашите срца. Идентитетот е како се чувствуваме, како ја чувствуваме нашата татковина. Идентитетот е она како се грижиме за нашата традиција. Например, погачата, тавче гравчето, пинџурот или полнетите пиперки. Нели сега ви има логика? Кога паѓаше цената на идентитетот, во СДС рачунаа дека рейтингот на Заев и Ковачевски оди до плафон. Сега ми е се јасно, бе луѓе, како тие правеа анкети на времето. Бре, ја решивме работава. Со оваа методологија и овие бројки се појасни. Почитувани граѓани, почитувани новинари. Успешните мерки и политики на владата предводена од СДСМ и премиерот Зоран Заев во континуитет се препознаени од страна на граѓаните. Тоа е потврдено со бројни релевантни испитувања на јавното мислење. Последно во низата е испитувањето на Брима, каде СДСМ има стабилно, солидно водство пред ВМРО ДПМН и другите политички субјекти. Председателот на СДСМ и премиер Зоран Заев и натаму е политичар со најголема доверба од граѓаните, затоа на овие локални избори граѓаните масовно ќе застанат зад концептот на СДСМ кој води напред. Ви благодарам. Ете, во 2021-та пред локалните цената на пиперките, ама не ајварки од мама стуку, на идентитетките била ниска. Значи рейтингот на СДС и Заев според нив бил висок. Сега на изборите не испадна баш така, ама добро, сега методологијата ја утврдуваме. Имаме уште докази? Режија? Ова е само уште еден доказ за обидите за блокади на Христијан Мицкоски, но и за манипулации. Сите ние имавме можност да видиме, македонската јавност имаше можност да види, како впрочем се спроведуваат анкетите кои што се нарачани од ВМРО ДПМН. Но како и да е, ова е дефинитивно уште еден доказ за паниката кај Христијан Мицкоски, за нервозата која што има, соочен со фактот дека секојдневно неговиот рейтинг вртоглаво опаѓа, соочен со фактот дека неговата фотелја во Белиот дворец не е сигурна и соочен со фактот
дека изборите кои ќе се одржат 2024 година дефинитивно Христијан Мицкоски ќе ги изгуби. Ете затоа Христијан Мицкоски нарачува вакви анкети. Ви благодарам. И тука се гледа дека се кркале идентитетски пиперки од муртинските ниви по многу ниска цена, што значи дека затоа гледале висок рейтинг кај премиерот тогаш Димитар Ковачевски. Одлична проценка, браво. Некоја друга анкета која ја погодија? Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, објавуваме голем скандал. Скандал кој потврдува дека лажните анкети објавени на националната телевизија МТВ се нарачани од штабот на ВМРО-ДПМН. Почитувани граѓани, скандалот со лажните анкети покажа дека постои спрега помеѓу ВМРО-ДПМН, државната телевизија и општини под капата на оваа партија. Овој голем скандал покажува дека лажните анкети се нереални и служат за манипулација на граѓаните. Ви благодарам и повелете со прашање. Благодарам. Многу ми се допаѓа што се културни и благодарни. На еден месец пред изборите сигурно цената на пиперките била доволно ниска за Димитар Ковачевски да има висок рейтинг во нивните очи. Анкетите кои ги објавуваше МТВ беа прогласени за лажни, веројатно истражувајќи на некоја софра со добро пржени пиперчиња со лукче и чаша бело вино. И дополнително, методот идентитетските пиперки, кои за џабе во тој период ги продаваа, ги шиткаа, во Кюстендил на пазарчето, да им ја дадат самодовербата пред избори, беше проверен и на следниот начин. Почитувани граѓани, сите лажни анкети на ДПМН паднаа во вода заедно со целата нивна пропаганда. СДСМ вчера покажа дека сите напумпани анкети не се точни, дека ниту имаат некаков рейтинг, ниту дека разликата е 2:1. Напумпаните бројки на ДПМН се покажа дека немаат никаква врска со реалноста. Почитувани, сликата е јасна. Гордана Силјановска и ДПМН ја немаат поддршката од граѓаните како што лажно прикажуваат. И тоа не е изненадување. Ви благодарам. Прв круг 180.000 разлика, втор круг 310.000 гласови разлика за Гордана пред Стево Пендаровски. Ви благодарам и јас. Супер сте, но би било фер да заклучиме дека овој метод... Зато вие ги местите анкетите, растат пиперките, цената на пиперките, процентот, растал рейтингот на Мицкоски. Ве молам, бидете сериозни. Добро, Овој метод очигледно не е највалиден, односно ако лидерот вас ве храни со ефтини пиперки, додека идентитетот го шитка како ајварка на пазар во Кюстендил по најниска цена, не значи дека и македонскиот народ и сите граѓани го делат вашиот поглед кон гурманлукот. Откако утврдивме дека цената на пиперките не, ама цената на достоинството да, го дефинира погледот на граѓаните кон политичарите, може да продолжиме со уште малку сурфање низ настаните од деновиве. Може ли уште малку со Богданка на тема Жал за Лена? Почитувани, новиот јавен обвинител Ненад Савески целосно работи под диктат на Христијан Мицкоски и за 24 часа ги има исполнето сите задачи што му ги додели. Па ако ги исполнил сите задачи кои му биле доделени, што паничите? Готово, завршил работа. Шегата на страна, пред да влеземе во материјална дебата, покрај Кузеска, еве го и брадатиот хомолог на овие обвинувања од редовите на партијата Девица. Се што Мицкоски кажа на говорница, овој му исполни за 24 часа. Како СДС да краделе малку од димче, мајко му стара? Или старите љубови не се забораваат никогаш? Един народ, две држави, един ум, две партии, туку. Ајде да видиме што е тоа што Мицкоски му го наредил од говорница на новиот републички обвинител, тај СДС и Девица после 5 дена работа на Ненад Савески да побрзаат да го прогласат за владин послушник. Исто така по мене многу важно, ако сакаме да имаме вистинска иднина, а ова ќе го поделиме на две подгрупи, како се судеше група луѓе за тероризам и врз основа на кои докази и како се изнудуваа изјави од тогаш така наречени заштитни сведоци. Тоа е многу важно јавноста да знае. Ова се многу важни суштински работи, ако сакаме да имаме правна држава. Ако магично, тогаш затвореникот Катица Јанева, предметите кои што беа дел од специјалното јавно обвинителство, ги достави повторно во судската пракса. На ова прашање мора да најдеме одговор.
И ја нема да се смирам додека не добиам одговор. Ова се многу важни работи. Во името на вистината и во името на иднината на оваа држава и во името на владењето на право. Овие две работи мора јавноста да ја дознае вистината. Ако сакаме да имаме правна држава. Очекувам лично од новиот државен јавен обвинител да излезе со јасна информација во јавноста. Ако овој јавен обвинител тоа не го направи, ние ќе продолжиме да живееме во држава во која што одредена група на граѓани ќе биде повластена. Леле, каков скандалозен говор. Какви нарачки. Бре. Што бе СДС? Што бе Димче? Проблем ли имате да се дознае вистината за монструозниот судски процес за 27 април? Или пак за тоа како Катица од притвор подпишуваше решенија за префрлање на предметите за да продолжи онаа политичка тортура врз ВМРО-ДПМН, дури и откако СЈО беше маркирано како апло-рекетарско дувло. Таму ли ве боли забот, бе, луѓе? Јас немам проблем ова се дознае. Дополнително би сакал да знам и уште неколку работи кои исто така ги спомна премиерот Мицкоски. Премиерот Мицкоски ги повтори очекувањата. Савески веднаш да утврди како поранешната специјална обвинителка Катица Јанева давала овластување од притвор за предмети на СЈО, но и дали заштитените сведоци за 27 април давале искази под принуда. Премиерот очекува да се отворат и предмети кои со години стоеле во фиок. Доколку ова не се случи, јас не гледам дека во иднина некој може да биде заштитник на правдата. Како модуларната болница се случи? Зошто се случи? Зошто се пренесува од една во друга ингеренциите за модуларната болница? Дали сите се прифатени? Како се случија многу случаи во делот на енергетиката, во делот на јагленот? Дали постојат фирми кои што спонзорирале одредени политичари нивни возила, имоти и така натаму? Ама како така, премиере? За модуларната да се истражува или за джиповите од бизнисот со јаглен во кој се возел еден, ајде да не кажам кој. Кој го читал текстот на ИРЛ во кој има еден поднаслов за вице милиони за Филипче Ауди, а е во врска со јаглен математиките знае на кого мислиме. Не сме Ненад Савески ништо од ова да истражува. Што има сега? Модуларна, јаглен, набавки, тендери, Филипче, вице, местенки за 27 април, рекетарските обвиненија. Зошто тоа бе? Нека се занимава со кравите во Крива Паланка и готово. Мирни ке се и СДС и Димче од Девица. Довербата нека падне таа на минус 2%. Само структурите на СЈО да продолжат да си уживаат во бонусите и влијанието кое го имаат и готово, бе, луѓе. Ја спасивме Македонија. Како смеете вие очекувања да имате, ви се молам, премиере. Само Зоран Заев смее да нарачува притвори и на пресконференции со сечено лепено варијанта да им ги црта обвиненијата на СЈО во која работеше и милиот Димче од Девица. А пак за 27 април, за кој Димче Девица порачуваше дека ќе висиме сите обвинети заедно, обвиненијата беа ете малку исти како во пресконференциите на СДС, кој ги држеше тогаш Петре Шилегов. Што има Савески сега да оправа криви дрини? Нека си е кјутлив и услужлив, Којовески и Коцески ке им биде топ. Инаку, доста се унервозија. Постојано ја елиминираше Ленче Ристовска, независен и признат професионалец, која соработуваше и со Eurojuст, а беше принудена да си замине. Претходно ја отфрлија представката на Ристовска за политички притисок од страна на Мицкоски, кој јавно на телевизија ја навредуваше, а потоа ја исфрли. Леле. Била принудена да си замине професионалната и независна Ристовска, која според незината колешка во краток период во СЈО Лејла Кадрију во ова студио возбудено ги пречекала Заев и четата од СДС додека им ги давале бомбите во СЈО без записник. Туку што не останала бе да се бори како вас, како лавови, како Димче. Ајде бе Димче да не си и ти покусо. Кажи го ова истово сега за представката, за Eurojuст. Ја отфрли представката на Ленче Ристовска за политички притисок против премиерот и не само тоа, туку и ја разреши. Советот на најмни обвинители практично ја отфрли. Ја разреши, сега ќе ја разрешат. Инаку Ленче Ристовска е една од најквалитетните обвинители кои постојат во Република Македонија и не за џабе соработува со Eurojustice, да. Исто така, може да кажеме, не за џабе соработуваше и со Катица Јанева.
Ама па и Димче ми бил во СЈО, затоа си кјути на тема Катица. Ама еднаш СЈО, секогаш СЈО. Еднаш Шарен Дурекс, секогаш Шарен Дурекс. Но и тоа не е се. Претходно почитувани беше елиминирана и обвинителката која ги уапси вамаровските началници, инспектори и полицајци, осомничени за трагедијата во Кочани. Прво ја елиминира Алексела Трајчевска. Тоа е единствениот квалитетен обвинител во обвинителството за гонење и организиран криминал, кој што ги поапси началниците, инспекторите и полицајците, кои што ноќта инаку сите асли вамаровци. Ивана Алексова Трајчева, не знаат ни името да ја го кажат точно. Исто така, не знаат или не сакаат да кажат и уште нешто, дека малата Вилма беше задоволна од 211 години пресуден затвор од Добрила Кацарска за 27 април. Случајот за кој зборуваше деновиве и премиерот. И кажа за некакви можни искривувања на процесот кои ги правеле мафијашите од судството и обвинителството. И тоа не е се. Сметам дека со оглед дека од 17 обвинети за 16 беше донесена осудителна пресуда. Сметам дека во тој поглед како обвинител правдата е задоволена. По однос на обвинетиот кој што е ослободен од обвинението со оваа пресуда, можам да кажам дека обвинителството остана на обвинението до завршните зборови, што значи дека сметаме дека истиот го сторил делото, кое што му се става на товар. Видиш, останаа џубриња до краја. И за Игор Дурловски, кој според нив го извршил делото терористичко загрозување на уставниот поредок со пеење на македонската химна. Тоа е Ивана Трајчева која бранат и СДС и Димче од Девица. Сагате ли уште малку синхронизации? Следно ја укина суспензијата на висшиот јавен обвинител Цветановски Јове, кој што овој Јове се откажа своевремено од гонењето на Латас. Беше укината суспензијата на висшиот јавен обвинител Цветановски, кој се откажа од гонењето на началникот Латас. Ме наежија. Исто така, не се откажа од гонењето на незаконските бонуси, поделени во СЈО, за кое се бореа Димче, Девица и Заев заеднички. И следно ја постави за заменик ова Анита Топалова Исајловска, сопруга на заменик министер на ВМРО ОКГ. Како што рековме, некои стари љубови не се забораваат. Една душа, две тела. Партиски тела нормално. Но, многу навивам, новиот републички обвинител да не ги мава од ремен овие обиди на судско-обвинителската мафија да си ги прикријат трагите или да му ја попречат работата за да си продолжат како до сега. Туку да сработи во име и интерес на народот, па да ги провери посочените случаи и да ги гони сите стари и нови криминалци. Такви што оваа земја, како и сите земји, секогаш раѓала и ќе раѓа, но повремено се надеваме дека ќе роди или раѓа и ербапи, кои на јустиција нема да ја фаќаат за гс, туку ќе го чуваат превезот на очите и интегритетот во одлучувањето. И бидејќи е петок, време е да слетуваме со малку забавна рубрика. Па за крај вака да започнеме со македонските современи народни приказни. Започнуваме со приказната дипломато, нато, пато, масовно. Добро рекол нашиот народ. Кој лаже, тој краде. Зарем немате впечаток дека кога го кажувал ова, пред себе го имал ликот и делото на додека диша. Ај, каков удар од Жерновски кон Зокеслав Муртинац. А сега следи приказната докторо кој прелагал и морало ги водел кон оставка. Кој лаже, тој краде. Целата влада практично си замине после пожарот во Тетово. Пазете каков степен сме покажале на свесност, на одговорност. Дали вие лично размисливте за оставка од морални причини поради оваа трагедија? Зашто Мицковски да дојде премиер да биде? Не вие како човек размисливте. Не размислував. Да. Она кога Филипче лажеше на телевизија дека владата од висок морал си заминала поради пожарот во модуларната, а всушност замина после потопот на локалните избори. И конечно, приказната сам себе го утепал, или што би рекле охријанки од Дебрца, се што су рекла погласу јала. Кој лаже, тој краде. Дали вашиот дедо е бугарски кмет? Очекувам одговор конкретно. Не е бугарски кмет, затоа што значи никаков бугарски кмет не би бил човекот во член на АСНОМ. Така. Сега кмет бил или не бил? Не, значи он во тој период е. Дали вашиот дедо бил кмет? Не бил. Па му покажува слика на Ландов од дедо му кај што му дава лепи сол на Борис
трети, па се премисли народниот мудрец. Ах, леле, ах. Следна народна приказна. Настинатио кој бараше водоводжија за носо. Последниот скандал, најдобриот другар на Орбан, од водоводжија станува еден од најбогатите луѓе во Унгарија. И водоводжиите во Унгарија ги оправија. Еј, каква мокина партија е ова, луѓе? И ако ви тече по дома, викнете го и он, со шмркот ќе ви ја оправи работата. И конечно, пред викендот, за да спиете мирно, ја имаме веста на денот. Не на денот, на неделата, ма каква недела, на месецот, на годината. Името не го даваат. За името, јазикот, културата не преговараме. Опа! Ви пуштив краток тизер трейлер, бидејќи ова големо соопштение, голема вест мора да се најави. Инаку ова видео не од 2016, кога Заев додека дишеше, лажеше, или Дум Спиро ел Греко, што би се рекло на латински. Не, од синоќа е овој материјал. Вилипче наш отиде во МТВ кај Столе Трпчевски и покрај другите гениални, брилијантни работи кои ги кажа, оваа беше најгениалната. А се однесува на неговото жалење и длабока резигнираност, што резолуцијата со така наречените црвени линии, во која црвените линии ги имаше поминато со шмркот некој таму, да не кажам кој, предлагаше итна промена на уставот во таа резолуција, со внесување на комшиите внатре. Но, тоа го знаете и тоа не е тема. Она што не го знаевте е дека Филипче, името не го дава. Јас бев еден од и мислам дека сум еден од ретките, ако не сум и единствен, кој што понуди документ кој што би значил национално обединување. И тоа беше предлог резолуцијата. Што пишуваше во предлог резолуцијата? Да се направат уставните измени, да се почнат преговорите, а ние имаме внатрешен консензус. Како сите сериозни држави, еднаш сите заедно да застанеме, дека за името, јазикот, културата не преговараме. И тоа не е нешто ново, имало и други резолуции порано носени во собранието. Зошто не сакаа да постапиме по тоа? За името, јазикот, културата не преговараме. За името, јазикот, културата не преговараме. Ете бе луѓе, името не го даваат од СДС. Спи мирно, Македонијо. Ми фали само едно капаче и нова. Нато, ај бе ти шо сеш? Добро рекол нашиот народ. Кој лаже, тој краде. Сега е тамам. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со подпредседателот на Собранието на Република Македонија Антонио Милошовски. Ке биде интересно. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио, после, не знам, 6-7 месеци можеби, повторно во студиото го имаме подпредседателот на Македонското собрание Антонио Милошовски. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, благодарам за поканата. Денеска е 3 април, ти кажам вчера кога ја подготвував емисијата, имаше една чудна ситуација на овие агрегатори за вести, ТајМК конкретно. Прва вест, тоест втора вест беше веста дека во тек емисијата на НАСА, Артемис кон месечињата, прва вест беше дека Ленче Ристовска поднесе оставка како јавен обвинител. И си викам, мајко му стара, навистина ли е така? Навистина ли е тоа поважно за нас? Денес работите се изнивелирани во моментов, кога ја снимаме емисијата, прва вест е дека мисијата Артемис, односно Артемида, оди по план, а Ленче Ристовска не е во првите 3. Сакаш за месечината прво да зборуваме или за Ристовска? Шегата настрана, ова е како една показна вежба на тема работи со кои што се обременуваме. Не дека во Америка па е поразлично, таму веројатно војната во Иран е војната во Иран, во преден план, меѓутоа во исто време додека човештвото постигнува значајни резултати, сепак постојат нешта кои што ни го окупираат вниманието или ние самите си одбираме да е тоа така. Па, шегата настрана, што мислиш за содржината на оставката на обвинителката Ристовска, бидејќи нели кој сака да си даде отказ од работа, нека си даде и така. Но нејзината содржина имаше една друга порака дека
обвинителот нема ни, не знам, недела дена дали ефективно ја работа, новиот републички јавен обвинител, господин Ненад Савески, не е по кеф. И ова е незина реакција поради она одземање ингеренции, Савески вели тоа е за подобрување на ефикасноста, Ленче Ристовска тука некако гледа политика. Како гледаш ти? Моето мислење за генерално за тие што беа вклучени како обвинители во СЈО, не сакам лично да преюдицирам дали сите се корумпирани или некои од нив биле корумпирани, но бидејќи самиот проект на СЈО се докаже и судски дека бил навлезен во политичка, стопанска корупција, сметам дека оваа оставка на Ленче Ристовска може би требала да се случи многу порано. Ако била оставка од етички причини или професионални. Например, овде во вашата емисија беше споменато од поранешна обвинителка во самото СЈО дека и Ленче Ристовска учествувала во примањето на материјали кои што потоа били употребувани на суд, без да се направат записници, што е прва обвинителска лекција, да има записник за примени доказни материјали, каде што учествувала и Ленче Ристовска, и Фатиме Фетај, и Гаврил Лубевски, и Лиле Стефанова и многу други. И доколку била таа принципиелна обвинителка, требало тогаш да каже на самиот почеток, јас давам оставка и не сакам да ги прекршувам нормите на обвинителството и да учествувам во еден ваков компрометиран проект. Но очигледно е дека тогаш имала политичка мотивација да биде дел од СЈО и незината оставка и содржината на оставката ја гледам со политички вординг. Дали во иднина планира можеби тој капитал, условно кажано, на жртва која поднесува оставка под наводен некаков притисок, да го искористи за незин политички ангажман во СДСМ, во некоја друга, трета, четврта опција или самостојно, не знам, времето ќе покаже, но очигледно е дека во овој период сега ќе се обиде да ја дисквалификува владата таму каде што може да стигне со... Како експерт, мислиш дека ќе настапува? Како експерт, но и во разговори со дел од соговорниците од меѓународната заедница, да ја шири тезата дека власта го заробува јавното обвинителство, бидејќи само таа приказна, оние кои што беа вклучени во СЈО, знаеа да ја повторуваат. Второ, ако гледаме професионално, ако вие како јавен обвинител еден предмет го водите 10 години без разрешница, без разлика кој е тој предмет, дали се однесува на личност, на група, на политичка партија или друго, тоа најмногу говори за вашата неефикасност. И сега, ако Ленче Ристовска може да ја паметиме по повеќе работи, но јас до сега не сум ја запаметил како обвинителка која што успешно истерала до крај или завршила некој предмет. Такво нешто до сега, може би се лажам, но во јавноста, еве како што очигледно освојува внимание понекогаш прва вест, немало прва вест, Ленче Ристовска успеа и го докажа тој предмет и го затвори успешно во полза на обвинителството, презентирајќи докази. И мислам дека се работеше, кога збориме за тие така наречени за трите граци од СЈО, се работеше за едно пумпање на ликот и делото на трите обвинителки, создавање на перцепција на моќни, силни, професионални личности со силен интегритет, но на крајот гледаме дека сепак нивната политизираност и нивните, би рекол, тенденции некогаш и да примаат хонорари надвор од законските прописи, биле посилни од она што требало да биде нивен професионален интегритет. И пожелувам среќа во животот, не знам со што и да се занимава понатаму, но оставката ја оценувам во овој момент како политички мотивирана, со цел да предизвика одреден, да кажам, политички удар или да нанесе одредена политичка штета кон актуелната владеачка номенклатура со истата реторика која што Ленче Ристовска говореше во 2015-16 година. Не е малце неколегијално на крај на денот да назначен шеф на Републичко јавно обвинителство се знае како се бира. Нели во собрание 61 рака притискаат на зеленото копче минимум и се бира Републички јавен обвинител. Фактички како да го минира од сам старт новиот Републички јавен обвинител. Не помнам да изминативе
неколку наврати тоа беше случај. Кога се избра Коцевски, вие како тогашна опозиција не ја запаливте куќата фигуративно кажано, туку сепак се остави одреден период, дури не се виде начинот на кој што тој делува. Дури и Јовевски имаше некаков релативно лесен почеток на кариерата. И ако ме држи добро сеќавање, но таа 2015-16 година ти беше првиот човек од ВМРО ДПМН кој што одржа после неколку месеци во врска со СЈ, односно некој ми се чини дека беше кога токму, ете, ја спомна Лејла Кадрију, токму кога СЈО настапи во случајот пуч и дека тогаш ВМРО изреагира, дека ти го одржа тој прв прес, но сепак тоа беше после, ете, 4, 5, 6 месеци можеби од етаблирањето на СЈО. А сега Ненад Савевски некој може да го сака, да не го сака. Има генерално јас позитивни впечатоци читав за него, еве и од неутралната јавност, да кажеме, луѓе кои што никако не може да се поврзат со ВМРО ДПМН, вклучувајќи и самиот Савевски е таков, не знам, еден е Наки Митровски, не знам, други правници кои што се активни на Фејсбук, го пофалиле дека е добар правник. И сега одеднаш како од сам старт да му се става нож во грб во работата. А на него се надеваме дека ќе ја помести таа мизерно ниско поставена граница на фигуративно 2% доверба во правосудството. Па мислам дека тоа е прекршната точка. Најголем дел од граѓаните на новиот обвинител се надеваат дека обвинителството ќе профункционира во интерес на владењето на правото, но има една добра група на политичари, бизнисмени, обвинители, можеби дел суди, кои што па се надеваат дека таква промена нема да се случи. И веројатно Ленчар и Стеска припаѓа во втората категорија, на која што им одговара она позната изрека како до сега да нема промена во овој дел. Обвинителот Савевски лично не сум имал прилика да го запознам. Од она што вака го гледам во јавноста може да извлечам некој свој впечаток. Ленчар и Стеска сум ја запознал на 2 пати кога сум бил сведок, повикан како сведок во случаите кои што таа ги водела. Но сметам дека ниту еден обвинител, најмалку Ленчар и Стеска, немаат капацитет, ниту кредибилитет да му го нарушат угледот, репутацијата, мандатот или надежта со која што новиот обвинител влегува во првата, да кажам, линија на обвинителството и ќе води борба против организиран криминал, висока корупција и слично. Затоа што ако вие сте биле дел од еден корумпиран проект како што беше проектот СЈО, тогаш губите потенцијал и углед вие да нарушите нечив углед на некој ваш колега, судија или обвинител кој што не бил дел од тие, да кажам, контаминирани процеси. Може би Ленчар и Стеска има желба да го девалвира од старт или да фрли одредена дамка на новиот јавен обвинител, но мислам дека не е успешно, како што не би успеала никоја од незините другарки или другари кои што беа дел од овој процес на СЈО. Таа беше и кандидат за позицијата републички јавен обвинител, не беше избрана и сега мислам дека може би постои одредена, може би е тоа нормално, може би има некоја љубомора колегијална, човечка. Ајде да кажеме дека таа емоција не е исклучена, но ако си прифатил или си се кандидирал да бидеш избран за некоја позиција, треба да прифатиш дека може да бидеш избран и може да не бидеш избран. И сега биле кандидати 4, избран е еден, но тоа не значи дека другите 3 треба да го девалвираат избраниот на секој можен начин. Но пак ќе повторам, мене ми изгледа како создавање на една приказна за краткорочно девалвирање во овие 2-3-4 месеци на актуелната владеачка номенклатура пред соговорниците во Европски парламент, комисија или други меѓународни кругови, а долгорочно можно е Ленчар и Стеска
овој капитал да ја служи како аванс за нејзин можен кариера. политички ангажман во иднина. Бидејќи дека тоа баш го размислував вчера, таа не би можела сега да го води обвинителството било кога во иднина, дури не направи 10 години направи прекин. И согласно ставот на Советот за јавни обвинители сега, тука нели имаше двојбена ситуација во однос на броењето на стажот и на судијата Панчевски, да, заради настанатиот прекин. Но ете, завзеле став како што завзеле и се Ленчо Ристовска како еден ден пример кога СДС ќе се врати на власт, ако се амбицира повторно да пали и жари, ќе треба 10 години кариера да набилда, така да претпоставувам дека тоа не е во план или можеби го изумила тој момент, но не се е како што е на тема СЈО уште еден коментар, прашање. Деновиве се појави една информација дека извесен бизнисмен Главчев, мислам Томе Главчев дека се вика, пријавил тројца обвинители од СЈО дека му барале подкуп од 1 милион евра за Поштенска банка, Катица Јанева, Бурим Рустеми и Лиле Стефанова да се јават на каса, пишува порталот Плюс Инфо, кој што генерално важи за добро информиран кога е во прашање судско-обвинителскиот систем и односи внатре. Од друга страна, премиерот и на говорница во четвртокот на пратенички прашања, мислам дека беше минатиот четврток, спомна дека лично, нели, како човек, очекува да дознае има ли, нема ли законски основ за земење на тие дополнителни бонуси. Фамозниот предмет кој што ја заврши малтене кариерата на еден Мустафа Херулахи, кој е денес адвокат, сериозни пречки му направи на еден врвен правник и обвинител како што е господинот Јован Цветановски. Може ли било што во правосудниот систем, кога е во прашање перцепцијата, и од позиција на граѓанин, замолувам да размислиш, или од контактите со граѓаните што ги имаш, кои што не се само, нели, фанови на ВМРО или на коалицијата, нели, да се надеваме дека било што може да се направи, дури не се најде некоја нова нулта координата во која што оставштината на СЈО, како докажано корумпирана институција на местоносител на правдата и мирот што го бараше шарената армија на Заев, како што се испостави подосна по улиците, дека може да одиме милиметар напред во овие процеси. Мислам дека новиот обвинител ќе мора да расчисти со тие темни петна од оставени од СЈО, пред се за да го зачува и да го подобри угледот на обвинителството во целина. Бидејќи штетата што ја направи СЈО, ние може да ја гледаме политички, кому политички му нанеле штета или на по однос на државата каква штета направиле. Но ако гледаме по однос на ФЕЛА, СЈО направи многу голема штета на репутацијата на сите обвинители кои што со знаење, со ентузијазам, со професионалност ја работат својата работа. Случајот со хонорарите е еден од малкуте случаи, но многу еклатантен офсайд, бидејќи во самиот закон за обвинители од секогаш пишувало која е горната граница од 1/3 кога може обвинител да добие награда за извршена работа или дополнителни извршени специјални задачи во обвинителството. 30% во законот. Толку е и точка. Не можеш тоа да го толкуваш на ваков или на таков начин и да добиеш 80, 90, 100 или 100.000 евра. Може да добие некој возач во СЈО и да каже дека не знаел затоа што е средниста, но не може да добие обвинител Ленчо Ристевски или Гаврил Бубевски или Лиле Стефанов и да каже дека не знаеле дека тоа не им следува. И затоа сметам дека расчистувањето на ваквите незаконити действија во обвинителството треба да имаат разрешница, прво заради самите, за да се разликуваат принципиелни од непринципиелни обвинители. Бидејќи ако вие како обвинителство се залагате за владење на правото во целата држава, тогаш треба во вашиот ред сите обвинители да бидат пример за владењето на правото и со тој авторитет да ги гонат оние кои што незаконски постапуваат. Очекувам тоа да има своја разрешница, бидејќи е, според мене, правнички гледано, лесен случај за решавање. А второ, јавноста мислам дека тоа ќе го поздрави. Затоа што јавноста
еве дел да кажеме од јавноста беше доведена во некоја заблуда 2015, 16, 17 година и имаше некои поверуваа заради тоа што им беше смачено од некои други, некои поверуваа затоа што имаше добра пропаганда, некои поверуваа затоа што има идеолошки спротивни ставови со една или друга политичка опција, но имаше луѓе кои што, ајде да кажеме наивно, добродушно поверуваа дека СЈО ќе донесе правда, мир, владење, направо и се. Тие луѓе кои што поверуваа во СЈО од 2016 година, денес се многу поразочарани отколку ти или јас или некој друг кој што на почетокот знаел дека се работи за некој политичка позадина и си има своја политичка цел. И затоа сметам дека заради тие луѓе и мнозинството граѓани, добро е да се расчисти со оставштината на СЈО, за да може јавното обвинителство да си ја поврати својата репутација и после кога паралелно со тоа ќе се зафати со посериозни случаи на висока корупција и организиран криминал, мислам дека лесна би била задачата и целта на новиот тим во јавното обвинителство до крајот на оваа година да стигнат до еден респектабилен процент на луѓе кои што веруваат дека обвинителството е на страната на законот и на правдата. Опозицијскиот лидер, ако може така да го наречам согласно последните бројки од анкетите, но председателот на СДСМ на него, мислам, Венко Филипче, тврди едно од неговите главни комуникацијски поенти во изминатиот период е дека ВМРО, ДПМН и владата намерно ја кочи европската интеграција. Тој има повеќе причини што ги нуди, некои се во антагонистички една спрема друга. Едната е дека, не знам, вие сте биле руски играчи, но другата е дека не сте сакале Македонија да влезе во Европската унија, бидејќи со влезот во Европската унија ќе имало европска контрола на трошењето на распределбата на буџетот, трошењето на народни пари и немало да биде во интерес европски обвинители да ги истражуваат оние случаи што, например, претпоставувам, тој доживува дека тие ги пријавуваат како случаи на висока корупција. Според мене тоа е по принципот, ќе го кажем 1000 пати, па ќе залепи вака меѓу луѓе, но од друга страна, галиба тие европски обвинители можеби би се распрашали и за модуларната болница, каков е случајот и така натака и така натака. Или па за Артан Груби што би можел да раскаже, да посведочи, или за набавки на вакцини, вака чисто како агол плюс во таа приказна. Како гледаш на овие тврдења на господинот Филипче? Кратко, Венко Филипче се бори да преживее на позицијата председател на СДСМ. Секој негов потек треба да се гледа од овој аспект. Тој во моментот кога говори за ВМРО ДПМН, против ВМРО ДПМН, за премиерот, против премиерот, за евроинтеграција, за Русија, за Кина, за Орбан, што и да е друго, за Орбан или за некого, тој во тој момент не мисли толку на власта и на ВМРО ДПМН како политичка партија, колку што мисли на критичарите во СДСМ кои што се против Венко Филипче. А секој ден ги има се повеќе на број. И ова не е човек да ликува или да посакува такво нешто, но е едноставно реалност која што ја гледаме заради самите препирки кои што СДСМ ги вади надвор од својата куќа, символично кажано. И затоа сметам дека секој потек на Венко треба да биде земен како да се гледа низ таа перцепција дека тој си ја штити фотелјата која што партиски гледано како председател на СДСМ му е сериозно разнишана. Мислам дека пробува со исклучување на тие поединци да ги гасне тие пожари внатре во СДСМ, но дали ќе успее, не сум сигурен. Контактираме и со некои од колегите пратеници од СДСМ во нивната пратеничка група. Не би издвојувал имења, но гледам дека кај нив има се, но нема кохезија. Кулуарски сум слушнал и јас дека се како башка приказни, односно пратениците говорат за лидерството дека е доел, односно дека функционира. Има една добра група на пратеници која што
навистина нема, не се препознава, да кажам, не се препознава и нема доверба во нивниот председател Венко Филипче и не се спремни, не се мотивирани да действуваат силно како опозициони пратеници затоа што не гледаат дека има за кого или за чив концепт или за нешто што би се исплатило како политичка алтернатива. А инаку неговите обвинувања за евроинтеграциите, тоа како некој подпалувач на оган, потоа да обвини за несоодветно гасење на пожарот. Венко Филипче, Бујар Османи, Артан Груби, Димитар Ковачевски, кои да ги наведеме други, Никола Димитрови и така натаму, тие ја создадоа оваа слепа уличка, послушно и понизно прифаќајќи билатерални уцени да бидат вметнати во францускиот предлог и преговарачката рамка, самите знаат дека тоа е неправедно, а од друга страна обвинуваат дека ВМРО-ДПМН ги кочи европските интеграции. Ние тоа што зависи од нас, од реформската агенда, се обидуваме да го спроведеме така како што е зацртано. Може би некаде успеваме со најдобра ефикасност, може би некаде има одредени закаснувања, но реформската агенда се движи нанапред. И беше навистина, според мене барем, малку и понижувачки, иако намерата веројатно на Венко му беше поинаква, да се гледа како двајца председатели на две социјалдемократски партии, едниот од Македонија Венко Филипче, другиот од Хрватска, како председателот на СДП од Хрватска е поголем македонец и попринципиелно говори за блокадите кои што Бугарија и Грција и ги прават на Македонија во изминативе 10-15 години, за разлика од тоа што го ламентира Венко Филипче во изминативе 2 години. И навистина ми е нејасно зошто го донесе председателот на СДП од Хрватска, која теза сакаше да ја потврди. Дали дека СДСМ има сојузници, дали дека тој има лични пријатели, дали ова беше да се ја зајакне кохезијата со внатрешните фрагментации во СДСМ, не знам која беше целта, но му благодарам во секој случај на председателот на СДП од Хрватска, кој што јасно кажа дека оние кои што ја блокираат Македонија непринципиелно злоупотребувајќи билатерални прашања, биле Грција и Бугарија. И џабе се тие најави на Филипче за пишување вакви или такви писма до некои европартеници или актери во Брисел, кога ние самите сме свесни кој е македонскиот проблем и кој го создаде. И ако веќе владата се обидува да го реши или да најде начин како да се изменаджира овој создаден проблем за кој што сме реалисти и гледаме дека постои, ако не може да ни помогне, тогаш барем нека не одмака со најава на такви писмени кодошења против сопствената држава. Божем, не знаат европските држави или институции каква е ситуацијата, па сега Венко ќе им даде нов агол на гледање на работите и ќе рече ВМРО е фактички криво кај нас. Не го разбирам тој порив да се баш кодоши сопствената земја, но нема да е ни прв пат. Дали тоа нешто ќе смени? Не, бидејќи мнозинството е толку стабилно. Мислам дека е најцврсто во овие 35 години. Тоа нас нема да не загрози како собраниско мнозинство. Тоа загрозува други позиции. Тоа ги подрива позициите кога за случајот на Македонија разговара министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Ги подрива позициите на председателката Силјановска Давкова со незин соговорник од другата страна. Ги подрива позициите на премиерот или на кој да е друг, кога од другата страна имате представник на земја членка на ЕУ. Бидејќи тој представник ќе рече зошто ми говорите дека менувањето на уставот е тешка работа, кога вчера примив писмо од лидерот на вашата опозициона партија СДСМ, кој што тврди дека тоа е многу лесна работа. И таквото подривање на позиции не е прв пат. Јас се сеќавам кога имаше техничка влада во тие пржински влади, заменик министерот за финансии, кој што беше технички заменик министер, Кире Наумов од СДСМ, пишуваше писма до Светска банка, до ММФ, до ЕБРД, до други финансиски меѓународни институции, како владата е лоша, државата е лоша, колку лошо се управува и дека доколку ни се заде некој кредит или позајмица или кој да е друг финансиски инструмент, дека каматите треба да бидат поголеми и државата да плаќа поскапо.
па не плаќа тука председателот или членот на ВМРО ДПМН, плаќа цела држава, ја задолжувате државата целосно. И мислам дека ваквото однесување сега и на Венко Филипче не е пионерски потек, но за жал е антидржавен. Не му наштетувате толку на ВМРО ДПМН, колку што и правите штета на својата држава, бидејќи тогаш соговорниците од официјална Софија добиваат бесплатен кодош, бесплатен адвокат, кој што ги застапува нивните позиции. Не мора да троши муниција ни Румен Радев, ни Андреј Ковачев, ни министерот за надворешни работи на Бугарија, ако тоа го прави Венко Филипче со писма, каде што ќе пише дека за закочените евроинтеграции нема друг кривец на светот, освен владата на ВМРО ДПМН. Што е руска испостава на некој начин. И уште тя дозачини со многу други невистини, што мислам дека како лидер на опозиција не му личи. Многу долги години си во политика, Антонио, познаваш ли друга држава од соседството или од соседството, ајде да зборуваме во балкански и европски рамки, можеби во Јужна Америка постои таков случај, но кај што на клучно прашање од национален интерес, постојано една политичка опција се нуди да биде грдо звучи, но сојузник на интересите на некоја од соседните земји, ако не и на повеќето од нив. Со Грција, во Грција, партиите меѓу себе имале големи разлики, но на тема Македонија било кој е поагресивен по однос на нас. Нели ќе имало некоја Златна Зора или ќе има некој друг Каменос, како се викаат тие. Во Бугарија, ако не е Каракачанов, ќе е Костадинов, претходно бил Сидеров и така натака и така натака. Слави Трифунов или Слави Трифунов, имено. Така. Како феномен смени? Ваков случај не познавам. Дури еднаш сум разговарал со еден колега пратеник од Турција, кој што припаѓа на актуелната опозиција и е антивладино расположен, анти-Ердоган и така натаму. Дел е од структурите на опозиционата ЦХП. И го прашав дали воопшто доаѓа во предвид или дали е тоа некаква теоретска или практична можна опција опозицијата во Турција, за да добие посилна меѓународна поддршка, да покаже некаков сигнал за поголема кооперативност за разрешување на кипарското прашање, бидејќи е фактички поделена држава, Северен Кипар и другиот дел што го контролира грчкото мнозинство во Република Кипар. Тој века не. Ние може да го мразиме Ердоган колку и да сакаме и ќе се бориме со сите сили да го симнеме од власт и да добиеме подобра позиција како политичка партија, но таму каде што имало турски војник загинат или има интерес дипломатски, политички или геостратешки, ние како опозиција никогаш нема да се дозволиме да бидеме монета за подкусурување на штета на турските национални интереси. И одговорот беше краток и јасен. За жал, СДСМ и Венко Филипче во последно време покажуваат дека не тоа само што го прават инцидентно, туку недостатокот од поддршка во кај сопствените граѓани го компензираат со тргување на националните интереси и се нудат. Ние сме тие кои би подпишале. Помогнете ни, ние ќе подпишуваме. Да знаете, тука еден сме. ден ако ни помогнете. Може не бива за автопат, може не бива за здравство, може не бива за странски инвестиции, но еден ден ако згусти и треба нешто да се подпише, и треба устав да се отвори, да се затвори, тука сме, ќе подпишеме се што треба и имаме име и презиме, политичката партија е таа, како да не ја научија лекцијата што ја добија од народот на претходните избори. Ама вчера ја добија, не пред 15 години, па да речеш дека прошло многу време, па ја заборавиле или се работи за нови луѓе. Последно прашање на тема СДСМ. Повеќе е штетно или корисно за владеачка гарнитура да има толку слаба опозиција? За владеачката гарнитура не е корисно да има толку слаба опозиција. Јас сум застапник на овој став. Може краткорочно да не изгледа интересно, занимливо, внатрешни препукувања, Шилегов малку против да игра мечката и кај Филипче, во другиот двор. Јован Деспотовски против Венко и слично и така натаму. Но за секоја власт добро е да има постабилна опозиција, поспремна, таа која што ќе биде сериозен критичар, ќе нуди решенија, алтернативи, ќе отвара теми, табу теми,
постоечки, реални, некогаш може би и ќе карикира, но во секој случај ќе биде активна и секој наш градоначалник, пратеник, министер, директор, заменик министер, премиер, председател на држава ќе бидат и повнимателни и помотивирани да испорачаат повеќе за да може да, условно кажано, да му ја затвориш устата со дела и со спроведени проекти. Ваквата опозиција, како СДСМ сега, фрагментирана и неспособна да понуди политичка алтернатива, може кај дел од нашите функционери да делува дестимулативно. Некој да рече, ние немаме реален противник, нема што да се грижам, тогаш ќе работам полабаво, ќе исполнувам агендата со поспор чекор. И затоа би било добро ако СДСМ смогне сили да се реформира и да направи од себе барем половина од тоа што некогаш беше. Партија која што има капацитет и да критикува, и да понуди, и да предизвика политички соперник, за жал во моментов не личат на тоа што на капацитетот што го имале некогаш, и мислам дека еден од главните проблеми има раководството, бидејќи гледајте го, извршниот одбор на СДСМ во моментов е послаб од некогашните општински одбори во немалите општини што СДСМ ги имале. Ако ги земете по статус, по образование, по профил на личност, по углед, чест на исклучоци, но по големиот дел сметам дека се далеку од оние проминентни луѓе кои што ги имаше СДСМ како Илинка Митрева, Ханџиски и не знам сега редица други да не ги споменувам, но сега оваа постава навистина е трета лига на македонската политичка сцена, не само кон ВМРО ДПМН. Ке беше идеално доколку и пред Бугарија настапувавме со заеднички став, нели, сите барем партиите кои ги претежно застапуваат интересите на македонскиот народ, зошто не и нели Влен кој што солидно се поставува во однос на нашите евроинтеграции, дуи се приказна сама за себе и така натака. Но поентата ми е следна. Следат избори во Бугарија. Да. Според анкетите, а и очекувањата, главен фаворит на тие избори е сега новата коалиција Прогресивна Бугарија, предводена од довчерашниот претседател Румен Радев, кој што па не се штедел на докажување колку тој ја разбира историјата, она бугарска верзија на историјата, кога е во прашање Македонија, говорел јавно дека имаме 1300 години бугарска историја, не го признава пописот кај нас, вели дека има 120-150 илјади бугари, односно беше еден од главните двигатели на процесите во кои што Македонија добиваше вето и од страна на Бугарија после на првото француско. Сега, Румен Радев дали ќе прави влада, тоа веќе е друга математика. Ќе видиме како ќе излезат на крај бројките во Бугарија, но тоа е единствениот новитет на изборите таму, ги има вкупно 8 во последните 5 години, ова ќе е 9-то гласање, ако не грешам, може заедно да грешам. 8 или 9-то гласање за 5 години, генерално во таква нестабилност ниту една партија не се одважува да се надмине себе си и да гради односи со Македонија базирани на се освен на гледиштата на историјата, кои што се во антагонистичка поставеност. Нивниот и нашиот став по однос на историските прашања не може да функционираат еден со друг. Еден покрај друг, да. И ако не зборуваме за историја, зборуваме за други работи, функционираат. Еве, министерот Николовски, вице-премиерот и министер Николовски. Има и прагматични решенија за проекти. Кои се твоите очекувања за наредниот период, имајќи предвид дека нашата позиција е ама вистина бетонирана и дека нема ни милиметар да се помрднеме, дури како држава, нели, како власт, дури не добиеме било каков конкретен сигнал дека другата страна на вистина нема да продолжи со приказната дека Тито ги измислил македонците 45-та година. Мислам дека зависи многу повеќе од Бугарија, не дека и ние немаме улога во тој процес билатерален, но сепак зависи од Бугарија, бидејќи асиметријата кој е членка, кој не е членка, кој има поголеми, кој има помали ресурси, е на нивна страна. Очекувам дека овој пат ќе имаат стабилна влада, каде што главниот играч ќе биде
доскорешниот председател Румен Радев, може би нов премиер, но тоа ќе покажат резултатите на изборите. Тој беше еден од архитектите на овој создаден бугарски проблем, наметнат кон Македонија и потоа преточен во блокада. Понекогаш се случува тој кој што го создал проблемот да биде можеби соговорник со кого може да го решите создадениот проблем, но во овој случај очекувам тој да биде малку понесен од ентузијазмот, од победата, од надмоќта што ќе ја покаже кон своите политички соперници во соседна Бугарија и не верувам дека би бил попуслив, освен доколку не се создаде една критична маса во самата Европска Унија, каде што главна улога би морале да играат Германија и Франција, и би ја додал тука и Полска, како земја која што често влијание расте, а сепак е и на линијата на фронтот, условно кажано. И тој нов геополитички момент на загрозена безбедносна архитектура на самата Европа со руската инвазија против Украина, да биде мотивациона стартна позиција за проширувањето или интегрирањето на ЕУ со земјите од Западниот Балкан, па можеби и со Украина и со Молдавија. Во таков случај, ако се даде било каков простор за интегрирање на Молдавија и Украина, не би можеле да се прескокнат државите од Западниот Балкан. И тогаш би требало да има едно поголемо разбирање. А ако се прескокнат, ќе биде тотална девалвација. Ќе биде девалвација и онака опаѓа, би рекол, кредибилитетот со големи ветувања, а не испорачување од страна на ЕУ. Тоа би било навистина штетно за кредибилитетот на процесот на евроинтеграција, за самата нивна репутација. Но во таков случај, ако Берлин, Париз и Варшава имаат посериозни намери и донесена одлука континентот да се интегрира на економски, политички, безбедносен план, без разлика кој степен на членство ќе биде понуден или добиен, тогаш можеби и Бугарија ќе добие сигнали дека би требало да биде попрагматична. Бидејќи една паралела да се направи, и ден денес функционира Германско-Полската историска комисија. И функционира со амплитуди. Ако има подобри, посоработливи влади, има повеќе продуктивност на самата билатерална историска комисија. Ако има влади кои имаат малку можеби поголема поларизација во Берлин, во Варшава, тогаш има поспоро работење на ова заедничка историска комисија, но сепак ниту еднаш Германија не рекла ќе ја блокираме Полска 2 пати, 3 пати, 5 пати, 100 пати, да не стане членка на ЕУ, се додека не ни признаат од тоа или не се откажат од било што. А имаме сличности и во самата структура на односи. Германија владеела со Полска, ја имала окупирано, Бугарија владеела со Македонија, ја имала окупирано, и би требало во овој случај, како што се однесувала Германија, да покаже на поголема широчина и визија за обединување на поголем дел од Европа, така и Бугарија да покаже еден прагматизам дека земјите од Западниот Балкан, вклучително и Македонија, доколку се интегрираат во ЕУ, тоа ќе биде вин-вин ситуација за секого. И за Бугарија, и за Македонија, и за Србија, и за Црна Гора, и за Косово, и за Албанија, и за Босна и Херцеговина, и на крајот од криштата, дури и за оние луѓе кои што Румен Радев ги смета за своји сонародници во било кој од овие држави, може да биде подобро и за нив. Но да оставиме, нека завршат изборите, па да видиме како ќе се постават. Имаме и песимистичко, и некој малку, да речем, по-оптимистичко сценарио, поумерено, но во секој случај не треба да избрзуваме со очекувања, и тоа што би оддал признание на актуелната влада во Македонија е што гледам дека е внимателна и не се замешува, не се фаќа на јадици, на препирки, на реплики со актуелни бугарски политичари од власта, од опозицијата или некој кој што се во изборна трка, за да не станеме тема на која што некој ќе добива дополнителни поени и ќе не мешаат во такви некои своји комбинации. Може ли една споредба да направиш, да се повикам на твоето искуство како министер за надворешни работи од 2006 до 2011? Да. Значи во екот на обидите наши да бидеме проактивни, односно да да обезбедиме некаков легалитет со процесот во Хаг, кога е во прашање, тогаш се викаше проблемот што Грција го има со нашето уставно
име, односно нели блокадите што ги добивавме од Грција, иако според времената спогодба не смееше да ги поставува на нашиот пат кон НАТО, Европската унија и така натака. Нели го добивме според во Хаг. Како изгледаше тогаш дипломатското лобирање, работа, организација и разбирањето од другите земји, од клучните играчи во Европа и светот за нашите позиции во споредба со оваа битка денес? Нели, денес министер за надворешни господинот Муцунски, меѓутоа нели ги следиш процесите постојано. Тогаш, по однос на самите аргументи што ги имавме ние, особено откако ја добивме пресудата пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг, мислам дека дефинитивно немаше земја членка која што во разговорите тоа не го прифаќаше како веќе аргументирана позиција и меѓународно верификувана позиција. Се знаеше дека не е лесен процес и дека не би можело лесно и веднаш да се примени таа пресуда, но доколку дипломатијата која што после, за жал, таквите позиции ги распродаде начело со Димитров и Бујар Османи, беше потрпелива, поупорна и не одеше по паметот на овој Нобеловецот од Муртино. За виткање кичма. Да, за виткање кичма. Мислам дека и ако еве вакви состојби како што се случуваат од време на време, ова што го имаме сега со Украина, се додадеше на една таква комбинација, мислам дека употребната вредност на една таква меѓународна правна пресуда ќе беше сериозно корисна за Македонија. А во секој случај во нашите дипломатски комуникации ни беше од голема помош, бидејќи таму имавме суди од цел свет, вклучително од Германија, Франција, Британија, Нов Зеланд, Америка, Бразил, Словачка, Јапонија и така натаму. И тоа се луѓе кои што се професионални суди, но ги делегирале влади и тие пренесуваат и кај своите влади кој е во право и заради кои аргументи. Сметам дека сегашната ситуација е малку понеповолна за нашата дипломатија. Зошто? Затоа што кога ја имавме тужбата Македонија против Грција пред МСП во Хаг, тогашната опозиција СДСМ даде поддршка на тој процес. Има одредени резерви кога разговаравме тет-а-тет, но сепак во јавност тогашниот председател на СДСМ Црвенковски, други нивни представници, па и другите политички партии на македонските албанци дадоа поддршка на процесот. Не го подрива, не праќа писма дека не го подрива. Не треба да се борите и така натаму. Точно, не го подрива, не одмага и може би не очекува таков резултат, има некоја воздржаност, но сепак во јавноста беа коректни, тоа мора да се признае. Од друга страна, сега самото однесување на СДСМ мислам дека му создава тешкоти на министерот Муцунски. Дополнително и подписите што ги има оставено СДСМ и на договорот за добрососедство и на преговарачката тоа рамка. Како обратна е ситуацијата. Сега Бугарија може да обвини вие прекршувате нешто ако ние излеземе од тие поставени рамки. Ние предупредувавме тогаш навремено дека со таквите подписи на договорот за добрососедство и особено вториот анекс кој што Бујар Османи го даде на таца на подарок во Софија, дека им се даваат механизми, легални механизми, чија што злоупотреба тие можат да ја оправдаат пред нивните соговорници. И за жал тоа и се случува. И парадоксот е токму тоа. После подпишувањето на договорот за добрососедство, Македонија и Бугарија влегуваат во фаза на драматично влошување на добрососедските односи, што е парадоксално во споредба со тоа што би требало да се постигне со еден таков договор, но затоа добрососедство не се гради со подписи и со договори, туку со дела и со проекти. И примерот што го споменавте на министерот Николовски и неговиот колега од Бугарија за железничкиот коридор и неговото продолжување на градењето на тој коридор е пример кој што треба да се следи. И во областа на култура, и во областа на спорт, и во областа на образование, и во областа на соработка на УЈП, финансии, МВР и други. На секоја област само не историја. Таму ако гибаме нема разбирачка. А ако за историја не зборуваме, може да сме вистина најдобрите соседи на планетата Земја. Потенцијал за соработка има. Само треба прагматичност, според мене, многу повеќе од бугарска страна и да не звучиме сега и ние идеално, треба малку да покажеме и ние во тој дел да дадеме некој свој процент на прагматичност да зголемиме и мислам дека ќе може да се функционира на еден нормален начин како две соседни држави кои што имаат
заеднички вредности по однос на евроинтеграциите, по однос на безбедноста и по целиот светоглед кој што го гледаме денеска на меѓународно ниво. Тоа е така, да, бидејќи на крај на денот, сојузници сме во НАТО, не дај Боже, ако таму нишаните во Иран се расипат, ќе мора заедно да се сега брани. Бугарија прими, токму тоа е тема денојава во Бугарија, тие примија една нота од Иран, официјална нота од Иран, каде што ги укоруваат или предупредуваат зашто американски авиони им се дозволува да точат гориво на нивни аеродроми, да се снабдуваат со некои други ресурси и сепак тоа не е шега, бидејќи се работи за војна и се работи за држава која што, зборам за Иран, која што не е во воен смисол, не е суперсила, но сепак не е за подценување. И во тој контекст, ние како регион, секоја држава сама за себе, Бугарија сама за себе, Кипар сам за себе, Грција, Македонија, Албанија сама за себе, не сме самодоволни за да си ги заштитиме своите безбедносни интереси. Ако соработуваме заеднички, тогаш имаме поголеми шанси. Последна тема што сакам да ја искоментираме, да се вратиме назад во собранието, во теке дебатата за изборниот законник. Да. Како оди муабетот вака меѓу учинителите? Па добро, мислам дека почнавме добро. Домаќин и, да речем, носител на овој проект е Министерството за правда. Сите политички партии имаат своји представници, вклучително СДСМ, ЛДП, Алијанса 1, Алијанса 2, ДУИ, ВМРО, ДПМН и така натаму. Левица има, се разбира, исто представници. Беше на последната средба Реджеп Исмаил. И разговараме за... Донесовме одлука прво да разговараме за препораките кои што се дадени од ОПСЕ ОДИХАР. Од тие препораки Министерството за правда има 17 од нив ги има преточено во предлог измени за законски текст. Прво да ги дискутираме тие 17, потоа да преминеме на другите, отприлика други 40 препораки и да видиме што е прифатливо, што не е прифатливо, а потоа да отвараме и поголеми, покрупни политички теми за моделот на изборите. Тука што сакам да напоменам. Треба да ни биде јасно дека овој изборен законник е еден од 5 закони кои што во деловникот се набројани како закони на кои што е дозволен филибастеринг. Што значи 2, 3, 5 пратеници доколку не се согласуваат може да го блокираат. И затоа секој успех на работната група за измени и дополнување на изборниот законник е успех до таму докаде што ќе можеме да имаме консензус. Таму каде што нема да имаме консензус, дури 6 партии да бидат за нешто, а една или две партии да бидат против, нема да го имаме, ако одлучат да го користат тој механизам. Затоа ние како ВМРО ДПМН пристапуваме со добра волја, спремни сме за сите теми да разговараме и да дадеме придонес да видиме докаде најмногу би можеле да стигнеме со тој консензус и спремни сме да разговараме и за една изборна единица и за други реформи кои што би биле покрупни, но да видиме што ќе биде реакцијата од другите политички партии. Се разбира би сакале малку да разговараме и за олеснувањето на диаспората, како да гласа. Сепак гледаме дека општините Врапчиште, Гостивар, Маврово, Ростуше, заради недостаток на гласови, испаѓа дека гласањето од диаспората не е поскапо ако се случи, туку може да биде поскапо ако не се случи, па имаш некоја политичка тензија или повторување на избори. И во тој контекст би отвориле повеќе теми, па да видиме докаде какви ќе бидат аргументите на другите политички чинители. Имаше таму некои проблеми со гласањето во диаспора, некаде беше возможно да се гласа во ДКП, во дипломатско-конзуларни представништва, во некои земји не. Мислам дали поради различно уредување на законите во... Има тоа, иако беше реткост, има некои земји каде што е, да кажам, попроблематично, но според нас, она што го имаме анализирано внатрепартиски, денешната напредната технологија со биометриска верификација, со системи кои што можат далечински да бидат контролирани и да имаат 2-3 механизми на докажување кој се пријавил да гласа, кој гласа и да го загарантираат неговото право и да нема пробивање на системот, сметаме дека може да се најде начин, Естонија е добар пример, како да се олесни
гласањето на иселениците, бидејќи тие се македонски државјани кои што според устав се дел од избирачкиот список и според устав ние како држава сме обврзани да им овозможиме право да гласаат. Ако тоа го олесниме, мислам дека Македонија ќе има корист во целина. И економска, и политичка, и тоа задржување на врските со диаспората, мислам дека може да биде корисно за нас како држава. А прашањето за намалување на бројот на пратеници, предпоставам не е со овој закон опфатено, но генерално дали некој го спомнал изминатиот период? Нели едно време постоеше и таква логика дека можеби 90 пратеници подобро би ја отсликувале конфигурацијата на политичкиот ленскип пейзаж во Македонија? Кога се пишуваше програмата на ВМРО-ДПМН за предходните парламентарни избори, тоа беше предлог на премиерот Мицковски да одиме со еден проект, еден концепт за намалување на бројот на пратеници и да се преслика повеќе или помалку словенскиот модел, бидејќи по големина, по уредување имаме слични параметри и Македонското собрание наместо 123 со можни 3 од диаспората да брои 90 пратеници или ако имаме од диаспората да бидат 93. Тоа изискува уставни промени, бидејќи бројката е запишана како уставна категорија. Ќе отвориме и таа тема. Гледаме дека кај коалициониот партнер знам има расположение за овој концепт, но дали тоа ќе биде прифатливо за СДСМ, за ДУИ, за овие фракциите на Алијанса, за Левица и така натаму, не би можел во моментов да проценам. Кратко, но тамам ги исцрпивме сите теми за кои што сакав да разговараме. Ти благодарам на одвоеното време. Ти посакувам спокојни велигденски празници, нели следната недела и наредниот пат. Еве, да зборуваме повеќе за постигнување. Ние не сме на прагот на вселенска програма во Македонија, меѓутоа може да правиме работи кои што ќе изгледаат вселенски со цел да ја нормализираме живеачката тука колку што е можно повеќе, имајќи предвид во какво лудо време и луди години живееме. Па се надевам. Јас се надевам дека пожелувам за Великден сите да го дочекаме спокојно, мирно и искрено посакувам и ова што се случува со војната во Иран, дај Боже да влезе во еден понормален колосек на некој дипломатски диалог, за да имаме не само поспокојни празници, да имаме и поспокојна година, бидејќи светот е мал, каде и да се случува ваква криза, се одразува на сите, за жал негативно. Благодарам на гостувањето, подпредседател на Собранието на Република Македонија Антонио Милошевски. Се гледаме во следна прилика. Благодарам на поканата. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Го затворивме и ова петочно издание на вечерното шоу. Наредна средба, најверојатно единствена наредната недела, во Велики петок, мислам дека ќе немаме емисии, никој на Алфа поради празникот, но на Велики четврток ќе ми гостува нашиот легендарен професор Бранислав Светозаревич и ќе промовираме нешто ново. До тогаш, стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте и донесувајте собствени заклучоци и не заборавајте да го пратите патот на мисијата Артемис, односно Артемида, која што е сестра близначка во митологијата на Аполон, односно Аполо, нели, предходниот Аполо 11 стапна на месечината, Аполо 8 ја заокружи, истото ќе се случи сега со Артемис 2, односно со леталото Интегрити во тој програм. Многу интересно, на YouTube каналот на НАСА може во реално време да го гледате сето тоа. Добра ноќ Македонијо и главата горе кон звездите.